Почитувани гледачи, вие сте на фреквенцијата на телевизија Нова. Мене ми е задоволство да ви посакам уште едно добре дојде во отвореното студио на телевизија Нова. Нема да имаме многу гужва во студиото, имам само еден соговорник кој што верувајте дека ќе успее еден час да ве задржи пред малите екрани и да слушнете од него навистина интересни податоци. Ке зборуваме за Скопје, денот кога се одбележуваше годишнината од катастрофалниот земјотрес, еден од најважните историски датуми во историјата на главниот град на Македонија. Меѓутоа, сепак, ова ќе биде повод кога ќе имате можност да слушнете навистина интересни детали за градот кои што можеби не ги слушате доволно често или воопшто не сте ги слушнале. Јас сум Елена Джугуманова, мојот денешен соговорник е господинот Данило Коцевски. Нема потреба, верувам, од посебна најава сите. Нема, добар ден. Сите добро ме познаваат, добре дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер. Мене ми е драго што е прв пат гостувам во вашата телевизија. Сте ни биле гости на Линк, меѓутоа прв пат во студиото. Но так. вака сум прилично одушевен да ви кажам од студиово, од вашата програма и така мислам дека е тоа едно збогатување. Ќе имаме можност сега и со овој разговор да ги воодушевиме нашите гледачи. Да, се надевам. Знам дека ќе останат на нашата програма. Како што споменав, ќе зборуваме за Скопје, за сето она што е поврзано со Скопје, за жаргонот, за типичните скопски приказни, за урбаните легенди, за важните ликови, за тоа како се менувал ликот на градот, за Скопје денес, на старо Скопје. Секако студиото ни го разабавуваат и овие фотографии кои што ги гледаме од старото Скопје. Кога се договаравме за ова интервју, ве прашав дали ви е потребен превоз и ви предложив шофер на телевизија Нова да ве земе од некаде од центарот на градот. Ми рековте, важи ми одговара кај Гранд Хотел, ќе ве чекам. Јас се подзамислив кој всушност беше Гранд Хотел. Некако се чини дека не се одлепуваат од нас тие стари имиња, стари легенди, нели? Па, Елена, добро сте го забележиле тоа. Јас спонтано реков кај Гранд Хотел. Затоа што сите ние се наоѓавме порано пред Гранд Хотел и сме закажувале состаноци. Покрај другите, каде ќе се видиш во Скопје пред земјотресот, сега е повод, нели, земјотресот, да кажеме нешто повеќе. И каде ќе се видиш пред Гранд Хотел. И сега, кој како сака некако прекрстува, кај нас останало тоа, тие топоними што биле некогаш повторно да ги кажуваме и така натаму. Меѓу другото, младите генерации не знаат кој бил Гранд Хотел. Holiday Inn е сега. Јас признавам дека се подзамислив. Кој од хотелите беше Гранд? Еве повод да кажеме сега нешто интересно кој повеќе Скопјани исто така не го знаат. Кога е отворен Гранд Хотел и кога овој Holiday Inn, кога е отворен всушност? Од кога датира, бидејќи тој објект кој датира од не така брзо. И да кажеме, еве, по тој повод дека Гранд Хотел е започна да се гради уште пред Скопскиот земјотрес. Па потоа настана Скопскиот земјотрес, тој објект го издржа тој удар. И Гранд Хотел, односно Holiday Inn, е отворен 1964 година. Значи, официјално тој е отворен таа година. Една година по земјотресот. Една година по земјотресот. И тој секогаш било едно елитно место. Во однос на што? Во однос на сместување, на забава. Таму имаше многу нешта. Само да ви кажам што имаше во Гранд Хотел, се подсетиме и на старо Скопје. Например, таму имаше еден многу добар ресторан во приземјето, се викаше Огниште. Огниште одеше цело Скопје. Инаку таму во Гранд Хотел се одржува многу свечености. И нешто што веќе сме го заборавиле, а сакам да ги потсетам скопјаните и новинарите, дека во Гранд Хотел се одржуваше бал на новинари. Замислите колку беа единствени новинарите и во Гранд Хотел се правеше бал. Тие балови беа 2-3 години се одржаа, но јас сум присуствувал као млад новинар на тие бал, тоа беше фантастично нешто. Се викаа групи многу познати од поранешна Југославија, кои настапува, се сеќам, беше Жарко Данчо, беа некои други пејачи, групи, Саша Субота, не знам кои. И на тие балови новинарите се состанува, разговара, се играше до утринските часови. Така да, во тој исти Гранд Хотел, например, денеска ретко тоа не може да го сретнете, таму беше отворен првиот стриптиз клуб во Старо Скопје и тој првиот бар што беше всушност во Гранд Хотел долу, тој првиот бар беше со
оние кои доаѓа од бивша Југославија, од Загреб, Стриптизерки и така натаму. Така да Гранд Хотел или Холидеј Ин е големо име. А посебно е важно што тој се поврза во 72-73 година со трговскиот центар, со градскиот трговски центар, така да тој стана еден комплекс за Скопје многу интересен. Дополнително значење веројатно. Да, Денес на вистина Холидеј Ин повторно е исто така зборно место како што било и во времето кога било Гранд Хотел. Така. Пред да ве прашам за останатите места кои што биле легендарните собирни места во Старо Скопје и да продискутираме кои се сегашните собирни места каде што се чекаат младите, морам да ве прашам, дали скопјани се носталгичари? Честопати зборуваме Старо Скопје, веројатно некоја меланхолија на моменти можеби ги обзема кога се зборува за Старо Скопје, кога се гледаат овие навистина преубави фотографии. Знаете сме носталгичари и ние помладите и вие постарите? Одлично ви е прашањето. Мислам дека скопјани се во убавата смисла на зборот болни носталгичари. Они се многу големи носталгичари. Меѓутоа носталгијата сватена во она убава смисла, убава смисла на зборот. Во она незина продуховена носталгија. Не е тоа носталгија само тагување по некое старо време, не. Носталгијата е дел од човечкиот живот. Таму каде што не се сеќаваме на Скопје што некогаш било и ние самите не постоиме. Така да во таа смисла скопјани се исклучително носталгичари. И тие ќе ви кажат, че се некои сеќавања имаат многу долго. Они многу долго се сеќаваат на семејни работи, на сето тоа и мислам дека тоа е една од добрите одлики да се биде во таа смисла носталгичар. И се сеќаваме дека и на некои кратки патувања кои сме имале надвор од Скопје, секогаш сме сакале повторно да се вратиме во Скопје и така натаму. Меѓутоа, реков, таа носталгија е и заради нешто друго. Таа носталгија се зголеми уште повеќе со земјотресот. Еден град исчезна. Еден живот исчезна. Само можеше да живееме во сеќавање на тој град некогаш што беше со мали исклучувши со нешто остана. Инаку, носталгијата уште повеќе се зголеми. И ние, живејќи во тој град, новиот што почна после земјотресот, во населбите, ние живеевме со носталгијата за тоа наше драго, за тоа наше сакано Скопје по земјотресот. И во таа смисла, скопјаните можеби се и најголемите носталгичари на просторите на поранешна Југославија. Така. Го споменавме Гранд Хотел или Холидеј Ин, да ги споменаме рекорд или рекорд, како и да избереме или да го акцентираме. Путник, Ванила, Кенан, тоа се само дел од легендарните места кои што старите скопјани ги користеле како собирни места каде што од каде што потоа го продолжувале корзото. Станува збор за навистина само неколку овие кои што ги споменав собирни точки на илјадници приказни на скопската младост. Факт е дека дел од нив се исчезнати, дел од нив се можеби преместени се на друга локација. Рекорд воопшто можеби младите, оние и помладите од мене воопшто не знаат како и зошто се нарекува рекорд, меѓутоа секогаш велат и да ми те чекам на рекорд, нели, со познат скопски жаргон. Да. Па видите, рекорд порано, да речеме, сега през земјотресот како топоним беше, бидејќи беше таа многу позната продавница. И през земјотресот и после земјотресот рекорд беше познат. Меѓутоа, овој сегашниот рекорд, на сегашнава генерација скопјани што се, мислам воопшто и на младите што се, опфаќа еден многу поширок топоним. Сега кога ќе кажете рекорд, тоа подразбира и местото кај автобуската станица, и погоре кај што беше продавницата рекорд на кај Министерството што е за правда во тој потек. Тоа веројатно од Министерството за правда до на Сенкарница кај портот Македонија целото тој дел е рекорд. И сега кај ќе се видите кај. Меѓутоа да ви кажам дека пред земјотресот, на пример, ние имавме навика да речеме ќе се најдеме пред Путник. А Путник беше таа позната туристичка агенција кај што сега точно се наоѓа мекиците на стража. Веднаш од другата страна на семафорите се наоѓаше Кармин, кај што е Краш. Сега тука до него е Кармин, така да тоа беа многу познати топоними, ќе се најме пред Путник па Кармин. А сегашниот рекорд кој младите обично го викаат кај автобуската сегашна станица, тоа беше Багат. Каде ќе се видиме Багат, бидејќи продавница имаше Багат.
Багат беше многу моćна фирма во поранешна Југославија и тука имаше продавница. Значи сето тоа Багат, Путник, Кармин и уште многу други тука топоними се обединија во еден и се е тоа друго Скопје, ново Скопје. Меѓутоа, во тоа време... Интересен е тој момент како од името всушност на една мала, можеби не толку мала, нели, меѓутоа од името на само една продавница буквално веќе станува прераснува во топоним. Па да, Навистина интересен момент, нели? Прераснува во топоними, тоа го прават луѓето. Так. Знаете како? Духот на Скопје, духот на еден град го прават луѓето. Так. Го прават и објектите, но главно го прават луѓето. Сега каде се наоѓавме на друго место? Ќе ви кажам уште некои топоними, некои останаа, некои не. Например, многу познат топоним беше денеска исто така е исчезнат фотоцентар. Каде ќе се најдеме пред фотоцентар? Знаете каде беше фотоцентар? Е кај Пелагонија, што е наголо зградата Пелагонија, кај сегашната Триумфална порта. Тука карши беше продавница на фотоцентар. И сите се наоѓавме тука. Зошто? Затоа што, и сега помладите и тоа не го знаат, градскиот сообраќај кој идеше од Киселовод и другите краишта на Скопје праќаше преку плоштадот, застануваше на фотоцентар. И сега ќе закажеме состанок со една девојка, каде пред фотоцентар, затоа што тука ќе се симне од автобусот. И фотоцентар беше многу познат топоним сега. Каде што е кебапилница Дестан сега. Тука беше сушно фотоцентар. Или да речеме Метропол, каде што е сега поранешна Нама, Метропол, фотоцентар, Пелистер. Так. Порано ресторанот Пелистер постоеше, но горе на спрат. Так. Не беше ваму долу сега како што е сега, так. Беше горе, а долу беше некоја самоисхрана, некој нешто беше за јадење. Така да тие Пелистер фотоцентар што ви кажав, Метропол и тие беа сите топоними кои на некој начин некој остана, Метропол некој се сеќава уште, некој не, фотоцентар исчезна. Така да секој свое ново време си го прави своето и понекогаш старите остануваат, а новите топоними доаѓаат. Се создаваат ли денеска, односно се создадоа ли веќе нови култни места? Денес велиме се чекаме пред војнот на Коњ, се чекаме дојди пред порта Македонија. Каде си не те гледаме и сум кај цар Самуил? Да. Веќе стануваат овие култни места? Па веќе овие стануваат, да, па видите, не можете да ги одминете во градот тие топоними. Као што да речеме во Белград ќе кажеш исто така, од Коња или нешто слично. Така да овие топоними не може да се одминат и тие со тек на време ќе станат вообичаеност. Иако денеска може би започнуваат да стануваат некакви топоними, но тие ќе станат вообичаени со тек на време и тие ќе бидат прифатени. Еве како што некогаш ќе се видиме на Ленинова, која беше преполна со кафулиња и денеска, иако е сменето името, кај ќе се видиме на Ленинова или така во таа смисла, или во некој од кафулињава кај што беа. Многу популарни во Старо Скопје беа сладкарниците на Ванила. Каде ќе се видиме, тоа не смееме да го скопнеме, пред Ванила. Имаше една Ванила пред земјотресот, на улицата Македонија, кај што завршува, односно кај што е денеска тренд на Никола Вапцаров. Потоа имаше Ванила во трговски центар на помладите генерации, 70, 74, 75, таа нивна Ванила. Нема Скопје без Ванила, без сладкарница Ванила, и тоа е многу интересно. Така. Ја споменавме носталгијата на она, да го наречам постаро Скопје од пред земјотресот или периодот по земјотресот. Да позборуваме за она Скопје, да речеме, во 90-тите, 80-тите, 90-тите години. Мојата генерација веројатно е можеби носталгична за тоа како порано изгледаше плоштадот, за тоа собирање и седење на скалите одма веднаш на кеот на Вардар од страната кај плоштадот. Кои беа најинтересните моменти од тоа Скопје кои што оние кои што сега се помлади од мене веројатно не ги знаат, а се значајни? Па знаете што, сега ќе ви кажам некои детали, некои моменти кои не се многу познати. Да речеме, најпознатото Корзо, односно најпознатото собиралиште на млади луѓе во Скопје, пред се на гимназијалци, еден дел и на се, беше Скопскиот кеј. Така. Скопскиот кеј е навистина легенда голема и треба да го чуваме. Значи, тој пред земјотресот, бидејќи едната од гимназиите Цветан Димов и женската гимназија беше погоре, сите гимназијалци се соединуваат тука и тука се гледа. Тоа беше, тука немаше кафеани, немаше седи, имаше само клупи. И прекрасни костени и липи.
тука се раѓа, значи, познатства, љубови и така натаму. Така да Липите навистина се нешто посебно да, за... нешто посебно, така за што Скопје. во 80-тите години потоа заживеа чаршијата. Сега на младите генерации наистина не може да им објасниме колку беше жива чаршијата. И така натаму. Подевме во Липс, па одевме во Мондријан, подевме во Кафе 21, подевме во Маџо, подевме, значи тоа беше таа генерација која тогаш одеше во чаршија. Се седеше во Безистенот, имаше безброј кафулиња со музика, со модерна музика и така натаму. Така да Заживува ли сега чаршијата? Дозволите да ве прекинам. Да. Популарна е навистина пивницата и оние неколку Па да, кафулиња кои сега што после сега тој веќе се... период од 80-тите и 90-тите Интересно, години, сега чаршијата повторно Така. заживува. Повторно во тоа време заживува, така да може да се каже дека таа сепак доживува една обнова. Не е така како што беше во тој период, но сепак доживува една ренесанса, што би можело да се каже. Но Скопје, да речеме, е познато по некои боемски места, кои беа и во чаршијата. Така. Ние ги заборавивме скопските боеми, ги заборавивме луѓето кои седеа во тие кафеани и во стариот и во новиот дел на Скопје. Тие скопски боеми кои на некој начин го обележаа тоа. Видите, ја би сакал во оваа емисија само да потсетам на луѓето кои ги заборавивме. Да речеме, еден од најголемите скопски боеми Панче Уневски. Знаете, кога ќе спомнете Панче Уневски, од оние што се сеќаваат од повозрастната генерација, тој беше навистина една легенда и во фудбалот, и во седењето во кафеана, и во излегувањето на корзви секаде. И замислите вие ваква една скопска слика за спортистиве сега, кој имаше надпревар Вардар Црвена звезда, Вардар Партизан, Вардар Динамо. Градскиот стадион беше преполн. Не можеше да се влезе. Утакмицата не почнува додека не влезе Панче Уневски. Кога Панче Уневски ќе влезе, целиот стадион аплауз. Му аплаудира на Панче Уневски. Таа популарност на тие скопски фаци, мислам дека веќе не се повтори. Панче Уневски беше една неверојатна легенда на Скопје. Тој имаше своја маса, да речеме, во хотел Бристол, кај што седи и постојано седи тука. Ако некој седнал пред него, тој му ја плаќа сметката затоа што е негова маса. И мислам, скопјаните многу го сакаа него, го обожаваа на вистина околу тоа, да речеме и од другиве, од уметнициве, кои не смееме да ги заборавиме, тој боемски живот, тоа седење во Идадија, тоа седење во Победа, тоа седење на новинарите во стариот Букет, каде што новинарската фела седеше исто таму. Од Атанас Бабата до Иван Мазов Климе, од Бранко Заревски, кои беа вистински боеми, во вистинска смисла на зборот, седеа и во Букет, во Бавчата, и во другите, во Кермес. Кермес го заборавија, ја знам дека ретко кој знае сега, да речеме што е Кермес. Да не зборуваме за боемските места кои што беше театарот, со Петре Праличко, со Тодорче Николовски, и како што беа некои од другите објекти во Скопје. Така да во тоа време, покрај тие боеми, постоеа, значи, тие скопски фраери. Знаете, корзото скопско си имаше своји убавици и своји фраери, кои беа многу познати. Пред војната, например, имало кралици на скопското корзо или кралица на тангото. Замисли, тие биле убавици на Скопје, како што била Марица Шими, да ги споменеме, да не се заборават. Мира Шламбергер исто така била. Така да тој феномен на тоа боемство на Скопје беше многу важен, бидејќи обединуваше и уметници, и луѓе од другите фејли, од другите сфери на целиот тој живот во Скопје во тоа време. Меѓутоа, треба да се каже за Скопје она што не го знаеме, и јас понекогаш кога ќе го кажам, луѓето се фрапираат. Дека Скопје го имало првиот трамвај не така доцна по Виена. Видите, ако во Виена имало трамвај 1864, во Скопје имало трамвај 1886. Видите што значи тоа за урбаната средина на Скопје и тоа во втората половина на 19 век. Значи, тие Шабан Паша браќа кои го купиле тој трамвај, биле во дослух на некој начин, тие богати луѓе, трговци во тоа време во Скопје, го донеле трамвај. Првите коли Фордови,
Првите коли Реноа се довесени во Скопје 908-909 година. Скопје веќе станува европски град. Почнува да добива европски шмик. Доаѓаат личности во Скопје од светски ранг. Например, постои еден многу интересен податок, кога во Скопје доаѓа 35-6 година една американска новинарка. Таа се вика мисис Ричардсон, доаѓа со својот автомобил да напише нешто за Скопје, меѓутоа доаѓа во панталони. Панталони женските да носи жена во тоа време не било така често, во тие 20-30 години, тоа било со една сензација. И модата во Скопје започнува полека да се угледува. На европската, на париската, обично ала франка мода и така натаму. Сакам да кажам дека Скопје полека го фаќало чекорот со Европа. Знаете кога во Скопје се воведени првите сообраќајни знаци? Во околу 1930 година, 29 година. Тогаш немало ни знаци, ништо. Дури имало табли, нема да верувате, каде што пишувало во тие први автомобили кои биле увезени, пишувало немојте да возите повеќе од 20 км на час. Можете да замислите која била тоа брзина, но тоа било шмекот на Скопје, тоа била тогашната убавина на Скопје. Кината, да речеме, првите кинокултура, знаете, колку е отворено 1937 година. Тоа било настано. Направим како Уранија, нели кино Уранија, потоа кинокултура 1937. И ми раскажуваа тој порано, која бе и сведоци на тоа. Беше тоа, вика, настан од прва категорија култура. Целото кино во црвен плиш, со месингани топки, и првиот филм кој се даваше во кинокултура, во кој цело Скопје одеше, имаше еден романтичен наслов со име "Подари ми ја оваа ноќ". И сите скопјани одеа само да го видат киното, а освен тоа и да гледаат од некои од најновите филмови. Потоа киното Аполо во тоа време, кај што првпат се номерирани седиштата, со кој е поврзано и семејството Шкаперда, со позната ова палаца, поврзани се и тие и така натаму. Така да тој феномен на Скопје во тоа време и со театарот веќе го фаќа чекорот со Европа. Тогаш се градени Офицерскиот дом, Народната банка, Македонскиот народен театар, Ристичевата палата. И знаете што, има една многу убава приказна за градење на Ристичевата палата. Додека таа е градена, газда Ристич, кој бил аптекар, имал аптека во денешната книжарница, постојано шетал околу палатата. И овие му веле, газда Ристич, па што сте постојано тука, има мајстори? Не, велел тој. Јас сакам да се стави најдобриот материјал. Тој гледал да стави се што е најдобро. И имал право. Таа го издржа Скопскиот земјотрес. Ристичевата палата остана како еден редок споменик од тоа време, додека многу од тогаш падна. Тогаш се воведува во Скопје првото парно грејење што имало, првата вода што е внесена внатре во објектите, првиот лифт 28-29 година. Ете, тоа е изложен и во музеот на град Скопје, Скопје, може да го погледнат. музеот на Скопје и кој одевме кога деца порано да го видиме тој лифт. Разбирате, тој шмек, таа убавина, таа Скопје со првите автомобили, со првите тие палати кои се градени. Арапската куќа, знаете што била за тоа време до живот? Среќа што таа постои се уште. Неја ја градел скопскиот богаташ Агоп Дикиџијан, кој бил трговец со текстил. Тој имал фабрика долу кај Континентал и ја градел арапската куќа, чиј архитект е Артемушкин, и кој таа куќа бил еден вид подарок за неговата жена Агавни. Арапската куќа која и денеска се гордееме со неја, градена во тој период. И тој трговец скопски направил еден навистина споменик на Скопје, кој и до ден денеска го краси. Да направиме овде една мала кратка пауза да ги погледнеме рекламите, ќе се вратиме за брзо во студиото. Јас воопшто не ве прекинав за, ето така да се изразам, да ги навлечеме гледачите на оваа стара скопска приказна, потоа ќе зборуваме нели повторно за духот на градот, ќе го споредиме Скопје со останатите европски метрополи, обично сакаме нели да се споредуваме нели за да видиме до каде сме и сега ќе зборуваме за денешното Скопје. Почитувани гледачи, се враќаме веднаш по рекламите.
Вие сте со уште едно отворено студио на телевизија Нова. Јас сум Елена Джгуманова, разговараме за Скопје. Мојот денешен соговорник е Данило Коцевски. Веќе можевте да видите на самиот почеток дека јас и не ве прекинував многу, видео и гледачите ве оставив, ете така кажавме и пред паузата, за да ги заинтересираме и да ги навлечеме буквално Скопје, да слушнат некои стари детали за Скопје. Го споменавте тој период кога Скопје почнувал да наликува на европски град, кога веќе ја преземал, му се наметнувала, меѓутоа и Скопје веќе почнувал да се навикнува на таа европска мода. Ако сме веќе кај европската мода, нели, еве да се споредиме, прво што ми паѓа на памет околу боемите, околу кафулињата, околу кафеаните, да направиме една споредба со Виена. Често пати за Виена велиме дека е град препознатлив по кафулињата, по кафеаните, каде што се јаде познатата захар торта, нели? Да. Меѓутоа, не е многу различно и во Скопје. Ако веќе за цело време повторуваме дека Виена во текот на училишниот ден или работниот ден кафулињата се преполни, тогаш зошто се чудиме дека и кај нас, например, доколку прошетаме на улица Македонија, на среда работен ден се кафулињата преполни. Дури можеби дел од скопјаните се обидуваат и да си дадат одговор на ова. Дали е до невработеноста, дали сепак е тука по прашање боемштината, таа потреба нели да се седне на на кафе муабет, како велиме. И не знам, одгатнуваме, дури одиме до таму како постојано кукаме од сиромаштија, меѓутоа кафулињата се преполни. Стануваат ли кафулињата своевидна, односно биле ли порано и сега, дали се своевидна институција, центар на животот во градот, центар на туризмот можеби? Сега ќе ви кажам нешто што сигурно не сте го знаели тоа како податок. И ова е една мала историја која не е многу позната. Се ќе ви кажам нешто што наликува на анекдота, но не е анекдота, тоа е вистински случај. Кога Евлија Челебија дошол во Скопје во средина 17 век, знаете што рекол кога го видел скопјани? Рекол, овие скопјани, многу се влюбеници во кафеани, и тоа е буквално го има напишано, многу седат во кафеани и нивното срце е задоено со љубов. Знаете што, како тоа што го рекол Челебија пред 5 века, како да се повторува. Так. Значи, скопјаните имаат некако свој однос према кафеаните, према седењето во кафеаните, и без оглед на тоа која е причината, дали ова што спомнавте вие едно или друго. Скопјаните, вели, овој многу одамна имаат влюбеничко срце и многу сакаат да седат во кафеани. Така да, тоа има некако како скопска традиција, која е задржана од многу порано. И кафулињата денеска се во таа смисла, веројатно, јас често сум размислувал дека тоа се наследува некоја скопска традиција да се седи така и така натаму. Меѓутоа, сакам да ви кажам нешто во споредба што ме прашавте Европа, Скопје. Биете сигурни дека кон крајот, да речеме, на 70-тите или средината на 70-тите години, кога ние како млади интелектуалци одевме во Европа, одевме во Париз и во другите градови, кога ќе се вратевме во Скопје, немаше такви кафулиња. Се фалевме дека сме пиеле еспресо таму. Немаше дури ни тоа. Кога седевме во Париз, седевме на Шанс-Елизе или некаде во Лондон, пиевме еспресо, значи Скопје. Меѓутоа, денеска можеме со сигурност да ви кажем дека некои од тие угостителски објекти, па и кафулиња, се на такво ниво што нема дури ни во Европа такви сега. Значи, тоа е голема напредок на Скопје. Мислам, тоа е голема во однос на тоа каде ќе излегуваат луѓето, каде младите ќе излегуваат, каде ќе излегуваат и постарие, не само во кафулињата, него имаме и супер ресторани, сега што се тоа. Меѓутоа, кафулињата се посебна приказна, бидејќи тие внесува еден нов дух во Скопје. И затоа велам, некои од денешни векови, споредите ги, јас патувам пак често, не се толку убави како што се нашиви. Значи, тоа е голем напредок покрај другото, мислам, покрај другите елементи во евризација. Сега ќе ви кажам една приказна како во Скопје почнавме да ги викаме кафулиња. Кој е кумот? Знаете што, 80-тите години некаде, крајот на 80-тите, се правеше една голема емисија на радиотелевизија Скопје од културата, во која јас бев уредник,
И решија уредниците, односно моја идеја беше, тогаш почнаа да се отварат првите пристојни кафулиња. Беше 511 кафуле, па беа овие почнаа во чаршијата. Меѓутоа, имаше еден проблем, бидејќи ако правите во емисија која што е ваша, тогаш сите ние, никој пред тоа не беше правил прилог за кафулиња. А сите ние ги викавме кафичи. Се како новинар ќе излезе на тели, ќе рече кафичи. И ние решивме, по моја идеја, да одиме кај нашиот познат јазничар Благоја Корубин. Он имаше и една книга "Нашиот јазик, наш секојдневен". Отидовме кај Благоја, тој не прими љубезно и му рековме. Пошто јас се знаев и со синот негов Јован Корубин, му рековме: како кафич да го смениме се? Како да го ословиме, помагајте. Вие сте јазничар и најкомпетентен. Оваа приказна не ја знае никој. И Благоја се мислеше и вели, па не знаев дека баш ова ќе ме прашате, но размислуваш и вели, јас ви дам два предлога. Како да се викаат се во Скопје и во Македонија, оште на македонски јазик. Првото да се вика наједноставно кафе. Кафе да се вика. Одам во кафе, тоа и тоа. А вториот предлог ви го дам да се вика кафуле. И се меѓу овие два нас ни звучеше поприфатливо ова кафуле. Зашто кафе со кафе се изначуваш. И тогаш ние ја снимивме таа емисија и ги снимивме сите тие први што беа направени кафуле. Потоа се јавија многу, нели, во МЦМ, во другите, и потоа и името само тоа стана некако поприфатливо. И затоа велам дека таа традиција скопска продолжува и денеска. Било да се работи за Кеот, каде што се отворија безброј, може би малку претеравме или не знам, но сепак е добро да се седи таму, да се почувствува тој скопски шмек, што би се рекло и така во таа смисла. Освен што ќе се информирате, може би дури некој проблем ќе се решите. Често пати се шегуваат младите, барем они од мојата генерација, често пати велат исто како што американците одат на психијатар, ние одиме со пријателите, со најблиските на кафе муабет, па потоа нели да најдеме решение за проблемите. Станува збор на вистина за свој вид на култура, начин на живот, нели? Седењето по кафулиња, така и кафеани. Тоа си станува начин на живот. И сега да ви кажам нешто, еден куриозитетен дете, бидејќи во кафулиња велите оди се да муабет, да се дознае нешто. Значи, во Старо Скопје постоеле, нема да верувате, да речеме кафеани, ресторации во тоа време, бидејќи немало такви кафулиња, кои биле многу познати. Например, хотелот и кафеаната Парис. Парис се наоѓа на улица Македонија. Сега денешната улица Македонија е преполна со кафулиња. Ама и тогаш била пред Втората светска война, преполна со. Само да ви ги наредам неколку. Тоа се Парис, тоа се Лондон, тоа се Русија, тоа се Москва. И уште 3-4 други. Во Парис одела една публика. Во Парис свирел првиот джез во Скопје. Јас најдов и фотографија во хотелот Парис и ресторанот Парис, кој се наоѓал некаде кај киното Вардар, што беше, ако се сеќавате, на тој простор, потоа е урнат. Првиот джез и составот се викал Филаделфија джез. Таа Филаделфија джез свирала тука на улицама, таа тогаш во тоа време Крал Петар, Македонија. Што значи и тогаш се седело во тие препознатливи места. Да речеме, хотел Москва бил некаде подолу, каде што е сега хотел Турист. Но таму одела друга клиентела, одел друг профил на луѓе. Не само трговци и ова, него одела и од службенициве и така натаму. Во хотелот Москва сите одели исто што велите вие на кафе Муавет, но најпопуларна била песната, знаете која? Ајде слушај Калеш Бреанџу. Не случајно. Сакале нашиве луѓе, ја сакале таа песна. И која ќе почела да се пее во хотел Москва, огромен аплауз. Сите станувале на нозе за да ја слушаат, ајде слушај Калеш Бреанџу. Значи, Скопје и во тоа време таа навика постоела да се види, да се направи муабет. Па ако треба да се направи трговска сделка некоја и да се направи тоа. Така да тие кои ние сме ги заборавиле, а не смееме да ги забораваме,
тие славни скопски места и така натаму кои постоеле пред Втората светска војна на тој начин. Кога зборуваме за тоа време, вие нема да верувате дека големиот светски познатиот писател Томас Ман се допишувал со Скопје. Јас успеав да пронајдам негови картички, поштенски картички, каде што Томас Ман ги пишувал до Скопје. Задна адреса на примање напишал Скопје. А зошто Томас Ман, една таква голема личност, и тоа голема преписка имал со професорката на Филозофскиот факултет во Скопје, Аница Савиќ Ребац. Таа е професорка по античка книжевност, а Томас Ман во тоа време го пишувал романот Јосиф и неговите браќа, каде што има внатре и Библијата, но и антиката. И тој се консултирал со Аница 36-7 година и постојано се допишувале со неја. Видите колку е тоа значено. Ја успеав да откривам и каде живеела. Аница живеела на кеот покрај Вардар, кај што е офицерскиот дом и сега што се гради, тука почнувала и Линденска. Например, во Скопје има дојдена една од најголемите англиски интелектуалки Ребека Вест. И таа го опишува прекрасно своето доаѓање во Скопје, една вечер, една приквечерина, која се симнува од возот, Ребека Вест, ја пречекуваа тука, таа се качува во пајтон и се шета низ скопските сокаци. И многу е интересно што буквално во незините мемуари стои, ја шета во таа скопска квечерина, од малите кафеанчиња околни допираше прекрасна македонска музика. Мислам, тоа се нејзини зборови, она ја ословува како прекрасна македонска музика. Значи, европеизацијата на Скопје е голема работа. После тоа, таа госпоѓа од светски ранг ја носат во црквата Света Богородица. Таму таа ги гледа во црквата жените кои палат свеќи. И вели во таа скопска црква првпат го видов лицето на македонската жена, на таа измачена жена, која испиена и на чие лице се гледаат патилата на животот. Но таа е жената која го држала тој народ. Можете да се замислите. Ја однеле после во Свети Пантелемон и таа, која ги видела фреските, рекла, испоредувала со англиски автори, со поезијата, европски. Знаеме ли да го искористиме ова денес? Доколку појдете некаде во светот, во било која метропола, во било кој град кој што ќе ви биде интересен за посета, ќе појдете да речеме во некоја кафуле и ќе ви кажат овде седел тој голем писател, овде тој голем музичар, ова е неговата куќа, тука ја компонирал таа и таа мелодија. Знаеме ли тоа да го искористиме, тоа што Ребека Вест била во Скопје, тоа што останати навистина познати светски личности били? Познати светски личности. Па знаете, туристите... Како ова да им го продадеме на странците денес, да ги привлечеме? Ама многу лесно можеме да го продадеме. Знаете како? Доволно да им го кажете, ама ако не го знаете, нема да им го кажете. Кај на себе пример, доаѓаат многу покрај другите англиски туристи. Така. Ако некој не знае дека тука била Ребека Вест или дека били од другиве англичани, нема што да им кажете. Не, тоа е мртво. Меѓутоа, ако вие знаете дека биле тука и Ребека Вест и други од англичани познати, тогаш тоа е самото по себе реклама. И ние, например, доаѓаат хрвати, доаѓаат, не знам, не знаеме да им кажеме дека Мирослав Крлежа, еден од најголемите писатели, го има опишано Скопје. Ако на тие хрватски туристи не им кажеш каде го опишал Скопје, кој дел го опишал, дека Крлежа бил одушевен од старата скопска чаршија. И Крлежа направил еден од најубавите описи и тоа се знае на кои објекти во старата скопска чаршија. Ако не знаете дека Рокфелер бил во Скопје, видите, ова делува фрапантно. Меѓутоа, Рокфелер бил во Скопје, во таа Рокфелерова комисија, еден од Рокфелерите тие што се, бидејќи во Скопје 921 година, после Првата светска војна, владее маларија. И сега, една значајна личност, која исто не ја знаеме, кој се викал Андрија Штампар, сакал да направи тропски завод во Скопје, за заштита против тропски болести. И он го направил, но дошла Фордовата
односно Рокфелеровата фондација, за да го направи тој завод. И замисли какви личности доаѓале во Скопје, замислете. И тој Тропски завод е направен со помошта на Рокфелер и Рокфелеровата фондација, кои биле во Скопје да видат каде е. И тоа сега се наоѓа во тој завод кај сега што е Панче Караѓозов средното училиште. Тука се уште има една барака која е всушност направена 20 година, никој тоа не знае и ретко кој знае од поширока јавност, која е направена после Втората светска војна, како репарација од страна на германците, која плаќаат репарацијата, и таа барака и неа постои. А тоа прекрасно изгледа, еден прав замок. Но тие скопски, значи, што биле значајни личности, не знам дали знаете дека во Скопје болница има формирано тетката на Винстон Черчил, Леди Винборн, која доаѓа во Скопје 15 година и на база, таа е сушност тетка на Черчил, сестра на неговиот татко, и прави огромна болница во Скопје 1915 година за згрижување на наранетите и болните. Таа Леди Винборн Черчил седала тука прилично време, а во исто време во тоа во Скопје англичаните доаѓаат повеќе хирурзи и лекари од Кралската болница хируршка од Лондон. И знаете зошто го кажам? Тие лекари хирурзи и Леди Винборн и другите даваат прекрасни описи на Скопје. Они имаат мемуари за Скопје. И ние не успеавме тие да ги објавиме си. Нешто е објавено, благодарејќи на нашите некои луѓе, професор Цветковски и други, но тие книги, замислете, за Скопје не се објавени. Има една книга за Скопје со прекрасен наслов, која се вика "А Скопје е така далеко", напишана од францускиот генерал Тарние, не е преведена. Има книга за Скопје која се вика "Искюб", од генерал Ламбета, го опишува Скопје под Искюб. Таа книга не е преведена. Така да, сето тоа богатство на овие што ги кажав елементи, ние не го знаеме и не знаеме да го презентираме пред јавноста и пред странците. Знаат ли туристичките водичи, нема да ги навредиме секако, нели? Нема да... Не ни е тоа целта. Знаат ли да го доловат духот на градот? Доколку дојде странец овде да му ја раскажат оваа приказна за тетката на Черчил, или за Рокфелер, или за кој да е друг. За Крлежа и за другите, за Ребека Вест и така натаму. За Ребека Вест, за тие личности, доколку дојде британец овде, па да го намамиме со Ребека Вест, доколку дојде Хрват да го намамиме со Крлежа. Па видите, јас таа, како рековте, туристички водич, таа професија многу ја ценам. Бидејќи знам колку е тоа тешко. Меѓутоа, колку они ја прават... Веројатно, особено во денешно време, кога туристот може многу лесно да се информира на интернет. Меѓутоа, тие туристички водичи, некој од нив, не сите ми направија сега скоро пред известно време, минатата година, кога беше на крајот, голема чест, кога на едни специјални групи кои ги водеа низ Скопје, ме поканија и мене, еве да го искористат и моето знаење, да им помогнам. И јас, од почит на таа професија туристички водич, се озвав на таа нивна молба, ги одржа вака, 2-3 вака и за современо Скопје, и за старо Скопје, неколку. Така да, мислам, кај нас туристите се се помногу бројни и мислам дека оваа професија има доаѓано и некои млади луѓе од таа туристички водичи, просто ми си имаат јавувано, што мене ми представува огромно задоволство и чест. Сум разговарал со нив, сум разменувал мислења, кои они си имаат специјализирано, полагаат испити за тоа, но мислам дека таа професија ќе биде се подоминантна и ќе биде се подобра, бидејќи бара интелигенција, бара познавање, бара говорништво, бара ораторство, бара да знаеш да го пренесеш тоа, не само да го имаш. Така да видите што е сега. Скопје се открива во една фантастична космополитска димензија. На база на ова што го кажавме и на врз база на она што тие луѓе можат да го видат во Скопје. Така да, ние не можеме денеска, еве, вие поставите живееме во современо Скопје. Денеска ние, еве, ќе ви кажем еден пример кој исто така не е познат многу. Живееме во време на
трговски центри фантастични. Од Веро, од Рамстор, сите да не ги набројувам сега. Меѓутоа, дали вие знаете кога во Скопје е отворена првата самопослуга? Зашто отварањето на првата самопослуга беше сензација во Скопје. Знаете, скопјаните не можеа да сватат дека сега ќе одиш со Скопје, ќе земеш се што сакаш. Зашто порано имаше обични продавници, продаваш, купуваш и така. Првата самопослуга во Скопје е отворена на денешен рекорд. Тој славен што зборувавме, баш кај што е сега автобуската станица малку подолу, 59-та година, и ја најдов фотографии кога вака народ од интерес да види што е сега тоа самопослуга и како ќе се пазари во неа, вака е. Гужва не може да се влезе во таа самопослуга, и таа е отворена 59-та година, што беше една голем за Скопје, голем настан. А стоковната куќа сега што е на площад беше отворена 62 година. И таа стоковна куќа беше меѓу најдобрите во поранешна Југославија, Скопската, и прва во поранешна Југославија имаше скали елеватор. И тоа се причаше на сега, на секаде, и ние како тинејџери трчавме таму на скали, да се качиме на подвижни скали, тогаш што таа, знаете на која мислам, на стоковната куќа, која е наголот на площадот, која сега се обновува, нели? Фасадата на таа, така. Така, видите, тоа е тоа Скопје, и денеска кога го споредуваме, ова и тоа има разлика голема, тоа си имаше своји специфики, своја убавина, а ова денеска Скопје има еден друг модерен шмек, европски шмек, со сето она што го рековме. Да направиме уште една пауза, ќе се вратиме веднаш. Почитувани гледачи, останете на програмата на Нова. Почитувани гледачи, направивме уште една кратка пауза. Повторно сме во студиото на телевизија Нова. Разговарам со Данило Коцевски за Скопје некогаш, Скопје сега. Споменавме на вистина многу интересни податоци. Јас морам да признам дека научив многу интересни податоци кои што прв пат ги слушам овде од вас во студиото. Благодарам. Зборувавме за туристичките водичи, за тоа како да им ги продадеме тие скопски приказни, како да ги намамиме туристите со тоа што навистина познати светски личности биле овде во Скопје, пишувале и прераскажувале за Скопје. Морам да ве прашам, зошто од Скопје не успеваме да направиме бренд? Колку за да доловиме, нели, да го дообјаснам прашањето од каде потекнува. Јас од Париз се вратив со безброј сувенири за мене, нели, за моите блиски, приврзок за клуч од Ајфелова кула, например. Кога одите во Виена, она што мене ми особено драго што го купив од таму, една футрола за очила со Густав Климт, односно бакнеш од Густав Климт. Одите во Лондон и потоа од таму се враќате со безброј магнети на фрижидер, можеби од Биг Бен и од сите останати знаменитости. Се фотографирате покрај црвените телефонски говорници, нели, нешто што навистина е препознатливо за градот. Зошто некако не успеваме ова да го направиме за Скопје? Се уште одиме во Скопје, ќе појдете едноставно во Джамбо и ќе купите тефтер на кој што има Ефеловата кула или маска за мобилен телефон на кој што во позадина го има Биг Бен. Зошто не успеваме токму ова да го направиме за Скопје? Па во право сте. Да не купуваме тефтер со Ефелова кула, туку да купиме тефтер, например, со Стариот театар. Во право сте. Поставивте одлично прашање. Еве, например, спомнавте Виена и Климт. Так. Зошто ние не направиме нешто покрај многуте други работи со Никола Мартиновски, да речем? Так. Ви дадовте идеја. Так. Знаете колку се популарни сликите на Никола Мартиновски? Так. Па нека има на некој од тие, што ќе биде некоја слика од Никола Мартиновски, или од другата величина наша ликовна, Личеновски или некој од другите. Так. Зошто го има Клим, а да го нема Никола Мартиновски е поим. Јас открив за Мартиновски многу работи, многу приказни во Скопје. Значи, ние допрва почнуваме сега, ова што вие го поставувате одлично, допрва почнуваме со тие работи да ги правиме популарни. А има во Скопје да се направат многу други, како што реков ова, не само за Мартиновски, него и за многу други. И објекти кои се сега почнува поново време со поновите објекти. Добро, тие нека бидат исто како сувенир еден кој ќе го однесат.
но правиме со мајка Тереза, што е исто така добро. Но можеме да направиме од некои стари објекти во Скопје, например, еве се што ми биде, зошто да го нема, зошто да ја нема сад кулата, например. Знаете дека во Османлиското царство тоа била најголемата, без конкуренција, кула која. Па таа не може да ја видите вие на истокот и да патувате така. Зошто да не биде една скопска покрај другите нови современи, денешни, да биде и едно од тоа. Вие знаете ли дека големиот откривач на критско-микенската култура, големиот англиски археолог Артур Еванс бил во Скопје? Артур Еванс се одушевил. Прво се одушевил од Куршумлијан. Он мислел дека е тоа античка градба. Толку бил одушевен од тоа. Така. Кога можел еден Артур Еванс, и па и тој англичанец, и него сме го забравили. Замисли на англичаните да им каже дека Артур Еванс бил во Скопје. Ќе се изненадам. Тој оседнал таму во Стара Шашија или во новите хотели. Зошто да немаме еден објект кој што е маестрален, кој што е Куршумлијан во Косово? Значи, препознатливоста на Скопје оди преку личности, а кои ги имаме многу, кој што реков и овие што ги спомнав, а и објекти имаме многу, преку кои можеме исто така да се представиме. Така да, мислам дека допрво... Забораваме веројатно дека едни од архитектонските ремек дела се постојано околу нас. Јас додека читав за Скопје, додека се подготвував, токму така едно од архитектонските ремек дела е всушност и градскиот зид. Нешто што веројатно нам на Скопјани кои што живееме во градот, не ни паѓа веројатно на памет дека тоа е навистина нешто значајно. Знаеш, тоа е Кензо Танге, тој имаше многу проекти да се, меѓутоа еден од тие што е изграден, другите не се доизградија. Така. Проекти на Кензо Танге, но нека биде и тоа. Така. Знаете што е градскиот зид? Кензо Танге, јас го слушав во едно интервју. Кензо Танге е навистина, зошто па и преку Кензо Танге да не го популаризираме Скопје. Зошто не преку Кензо Танге, преку една таква голема личност? Јас го слушав Кензо Танге, и неговиот син беше пред некоја година тука во Скопје, така. А Кензо Танге го слушав едно интервју дека градскиот зид, јас размислував вели долго време. И гледајќи го вашето скопско кале, зошто скопското кале да не го афирмира? И вика градскиот зид еден дел е правен по идејата на скопското кале. Тој народ кој живеел тука постојано гледал во таа тврдина и тој зид да биде еден вид сеќавање, некој архетип на тие луѓе кои живеат во овој град. На тоа, замислете Кензо Танге, каква идеја, ние немаме таква идеја. Зошто Кензо Танге да не биде во тоа? Така. И ќе ви кажам една анегдотична ситуација со Кензо Танге, која е многу интересна, а која малкумина ја знаат, дека кога тој доаѓа, која добива, значи, ова на конкурсот, тоа, а тој се среќава со нашите архитекти, урбанисти и така натаму. Нашите архитекти, урбанисти домашни, кои исто така се многу заслужни, кои придонесоа за Скопје. И мојот пријател, архитект Тихо Арсовски, ми раскажуваше, он го придружувал Кензо Танге, после он ги има кажувано и таа приказна има и напишано, дека во еден момент сакале да го одведат Кензо Танге на Скопското корзо. Бидејќи поземјотресот имаш уште. И Тихо ми кажува дека го одвеле таму и Кензо Танге бил одушевен, не можел да свати и она што најмногу го одушевувал, кажува Тихо, што викал дека овие млади луѓе кои се тука се социализираат и него му се допаднал тој начин на социализација на луѓето. А јас си размислав па дека и секоја архитектура е еден начин на социализација која Кензо Танге ја реализова и секој архитект, па и он сака да. Сакам да кажам, малку сме го популаризирали Кензо Танге дека е толку поврзан со Скопје или Циборовски, или зошто да не Живко Поповски. И другите и наши архитекти кои биле пред војната, и денешните наши многу вредни архитекти, зошто да не ги популаризираме? За жал сме веќе на самиот крај, јас имам прашања кои што ќе ни останат веројатно за нека друга прилика да ги одговориме. Бидејќи интервјуто го правиме во период кога летните одмори и поминувањето на викендот некаде надвор од градските средини или во друго место е секако актуелно. Еве да им споменаме на оние кои што не се од Скопје, зошто еден летен ден, зошто еден викенд да дојдат и да го поминат токму во Скопје? Зошто сонуваме да одиме
во Париз, во Лондон или во Охрид да се разладиме покрај езерото? Зошто да дојдеме во Скопје? Па да, ја мислам дека тоа е добро, да. Тоа е добар начин да се запознае. С кој мислам дека се повеќе ќе се остварува таа идеја што вие кажувате. Мислам се почесто ќе биде. А и овие тури што ви ги кажав туристички, често кои јас учествував, често беа и за домашни гости од Македонија. Така. И многу луѓе од Кавалаци, Битола, Охрид, другите градови покажуваа на овие тури интерес да дојдат во Скопје. Меѓутоа многу е ретко сега тоа. Обично се оди индивидуално. Инаку ова ваша идеја која е исто така прекрасна, мислам дека во иднина се повеќе ќе се остварува, затоа што од Скопје ние направивме на некој начин колку што можевме сите заедно, не само јас, еден символ во убавата смисла на зборот. Так. И тој символ треба да се запознае. И преку она што се гради, и преку она што е градено, што ако не го видите тоа на лице место, нема каде да го видите. А јас гарантирам со моето искуство дека во Скопје толку има места кои не се видени, да тоа е просто неверојатно и кои заслужуваат да се видат и од самите граѓани во градот, што веќе се прави и е правено, а уште повеќе заслужува од нашите прекрасни градови исто така, во кои одиме со задоволство, а и они исто така да доаѓаат со задоволство. И мислам дека во последно време таквите посети се почести. Што е одлично. Што е одлично и мислам дека ќе биде се подобро. Ви благодарам за овој разговор. Ни остана уште неколку теми нечепнати, прашања неодговорено, меѓутоа нека биде повторно повод за да се видиме. За жал има многу да се зборува, меѓутоа времето секако не ограничува. Ви благодарам за издвоеното време, се надевам дека се чувствувавте пријатно и дека повторно ќе бидете гостин во Нова. Ви благодарам, извонредно се чувствував. Во ова ваше прекрасно студио човек може дури да се одмори. Така одмара овој прекрасен амбиент и се надевам дека ќе го продолжиме разговорот во некоја следна прилика. Благодарам. Почитувани гледачи, навистина ви благодарам за вниманието. Оние кои што не се од Скопје, се надевам дека ви дадовме повод да дојдете да го посетите градот и да ги видите оние места кои што можеби никогаш не ви паднало на ум дека се особено интересни, а секако скопјани да се потрудат и да истражат нешто повеќе да дознаат за својот роден град. Ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте ова отворено студио на телевизија Нова. Секако останете на оваа фреквенција.